За кинескиот производител на автомобили BYD, неколку топ вести во 2025 година го привлекува вниманието на автомобилската јавност во Европа. Прво, во месец април оваа година, BYD со 7231 продадена единица за прв пат во историјата на европскиот континент продаде повеќе електрични автомобили од американската Тесла. Второ, во само една сделка овој јуни на финската каршеринг компанија Finn, BYD и продаде 5000 автомобили. Трето, BYD својата централа од Холандија ја пресели кај лошото момче од Европската Унија, Виктор Орбан, во престолнината на Унгарија во Будимпешта, каде се привршува и првата фабрика во градот Сегет, каде треба да се произведуваат електричните автомобили на кинеската марка. По Сегет, следната точка на која BYD ќе се тапира фабрика е Турција. Четврто, BYD ги урна сите рекорди во продажбата во Велика Британија и со 20.000 продадени автомобили заклучно со јуни 2025 година ја дуплираше својата продажба споредено со целосната претходна 2024 година. Петто, BYD International овој јули стана официјален спонзор на фудбалскиот клуб Интер од Милано. И шесто, само 2 години по официјалното лансирање, BYD успеа да продаде 1 милион примероци од најмалиот автомобил во палетата Dolphin Surf. Овој прилог го посветуваме токму на него, на најмалиот електричен автомобил во палетата на BYD. Модел што во Кина го носи името Seagull, во Латинска Америка Dolphin Mini, а кај нас во Европа беше неодамна промовиран под името Dolphin Surf. Електричниот автомобил BYD Dolphin Surf е долг 3990 мм, широк е 1720 мм и висок 1590 мм. Димензии кои му даваат совршени можности да се маневрира лесно и флексибилно во градскиот метеж, тесните улички и малите места за паркирање. Основниот модел во Европа го носи името Active, со спарени батерија од 30 кВт и мотор од 65 кВт, додека варијантата Boost има иста моќност, но поголема батерија од 40,2 кВт, која му дава на автомобилот автономија од 322 км со полна батерија. Највисокото ниво на опременост, наречено комфорт, ја има поголемата батерија, која ја спарува со најјакиот мотор во класата од 115 кВт или 220 Нм, кој од 0 до 100 км на час забрзува за само 9,1 секунди. Во стандардната опрема кај секој Dolphin Surf ќе најдете 10,1 инчен ротирачки инфотеймент систем, кој може да се ротира, задни паркинг сензори и задна паркинг камера, дневни LED светла, влез во автомобилот без клуч, адаптивен темпомат или круз контрол, клима и ретровизори со електрично подесување. Моделот Boost има и поголеми 16-инчни алуминиумски тркала, електрично подесување на предните седишта, бришачи на стакло на сензори и ретровизори со електрично склопување. Експлозивниот раст на брендот и особено на продажбата на малиот Dolphin Surf сигурно ќе им ги измеша сметките на многу други европски и светски конкуренти во оваа класа.